Dohod na ovoj svet, doprima me, duhovna Otecov, zada znaje me, koliko ne ljubi, koliko ne ljubi. Tako to naš nebesen, koji go spoznal umom Gospodov, sada go objasni, sada go objasni, a nije imame mudrosti Kristova, pobili me duhova, Otecov naš. Božjo to ne poznaje niko, samo Duh Božji pomene, što oko to ne videlo, što uho tamo gore v nebesa, carstvo Božjo me čeka. Divko pejat angeli, ljubov Božja se toči. Tamu odam prugore, Hriste Bože, so tebe. Tamu odam prugore, Hriste Bože, kaj tebe. To je suštiната да сакаш да одиш во Царството Божјо и секој ти се придодаде да го бараш Царството Божјо. А ние потешко се одврзуваме, затоа тој вели остави се земно и врви по мене. Татко мој зборува и денеска, врзани сме за земјата. Иако треба да разбереме дека сето тоа што го имаме е дар за да служи. Од тие 3 таланти, 5 таланти, да направиш 5 таланти. Добриот слуга, да влезеш во радоста на твојот Господар. А ти работиш за себе, Исусовото распнување. И не те интересира дека некој Исус таму е распнат за тебе. И потоа викаш, нема Господ, видете што се случува, на излегување. На излегување. Од каде? Од каде? Од сатанскиот свет. На границата сретна еден киринеец по име Симон. Симон Киринеецот. Знаете, најдоа некој човек да изврши нешто, да му го носи крстот на Исус кој беше тежок. Остави се земно, земи го својот крст и врви по мене. Симон Киринеецот. Значи, Исус го носат за распнување, му го испеја, му ја соблекува багреницата, му ги облекува неговите алишта и го поведува на распнување. Матеј 27, 31, 32. Сретна еден Киринеец. Дојди ваму. Ти ќе му го носиш крстот на Исус. И кога дојдоа на местото наречено Голгота, што значи черепница, те сакам, Господе Исусе Христе, Татко мој, зборува и денеска низ мене. Нека секое слово ги допре сите оние кои се жедни за Твојата љубов. Ти зборувај, нека биде живо слово, жив збор, пламен на духот кој ќе го распланти нивниот дух. Те сакам, Господе Исусе Христе, нека биде тоа слово од десната страна, за Твоја слава, по Твоја сила, од Твоето царството, силата и славата. Те сакам, Господи Исусе Христе, и уште повеќе ќе Те љубам. Слава Ти, Исусе. Ние зборуваме за два типа, наземен човек, телесен човек, грешен човек, своеглав човек, паднат човек, човек што нема доволно љубов ниту за себе си, а камоли за другите, а камоли за тие што се не се како него. За премин во еден духовен човек, во Исусов човек, да се облечеш во љубов, да ја избереш љубовта, да се облечеш со сила, да работиш во десната страна, да му дозволиш на Исус да се насели во твоето срце, да му дозволиш на Исус да му ги дадеш клучевите, он да биде собственик и да влезеш во радоста на твојот Господар. Давај ни секогаш од таа храна.
Te sakam, Gospode Isuse Hrisте. Значи, му дадоа да пие оцет измешан со жолчка. Имаме вино и оцет. Имаме скиснат квас фарисејски. Имаме мувлосан леп. Телесен леп. Вино скиснато е состојба кога ти немаш доволно љубов. И ти си кисел. Ни кисел, ни весел, имаме ни една поговорка. Но тој вкуси и не сакаше да пие. Не пие тој од тоа. Тој пие од друго вино. Од виното на љубовта. А штом го распнаа, ги разделија алиштата. Ги разделија алиштата негови. Вчера ми пишува една сотрудничка од групата молитвени војници на Исус Христос. Сотрудници. Како да им прости на тие? Негираат дека има јазик, име Македонија, не убивале, велат не постојат македонците. Продолжуваат како да им простам. Едноставно. Како архангел Михаел кога се расправаше со сатаната за телото на Мојсеј, Исус да те укори. Тој не изрече хулна пресуда, иако го победил сатаната на небесата и го фрлил на земјата, бидејќи од десната страна работи на Исус. И потоа бараш сила од Исус да ти даде. Го благословуваш. Исус на сите ќе им суди. Потоа се сеќаваш на тој момент дека Исус беше распнат на крстот и не рече ќе видите вие кој сум јас. Туку кажа прости им татко, прости им татко. Побарај помош од Исус, не знаат што прават. Ке ве убиваат и ке мислат дека му служат на Бога. Ги разделија алиштата негови, не сакаше да пие оцет, штом го распнаа, ги разделија алиштата негови, фрлајќи ждрепка. Видете, тоа е грабеж, човекот сака да раздели, да грабне туѓо, не пожелува и ништо што е туѓо е важен момент. Дали ќе ја поместам ја границата на својот имот натаму или наваму? Па тоа е туѓо, не е мое. И веднаш излегувам од законот на љубовта. И потоа не сум во десната страна, трошам свој сили. Фрлија жрепка, го чуваа, му кладоа над главата надпис со вината негова. Овој е Исус, Исус царот јудејски. Фрапантен е оној стих каде израелците, Понтиј Пилат им рекол, напишав цар јудејски, тие му кажа, зошто си напишал тоа? То што напишав? Тој во духот знае повеќе од нив. И тие израелците му велат на римјанинот, ние немаме друг цар освен Цезар. Пазете каква состојба. Јас и денеска ние македонците славиме многу војници, цареви, например цар Самуел, цар Александар, Александар Филип II. Тоа се земни цареви, кнезови, знаете. Ние зборуваме за еден цар над царевите. Исус Христос е цар на македонците. Не запишал во ова слово. Македонецот повикал, дојди во Македонија и помогни ми преку апостол Павле. Апостол Павле дојде во Македонија. Може би денес има некој нов апостол Павле што ви зборува. Дали вие ќе ги отворите вашите срца и ќе прифатите е друга приказна. И ние луѓето ги носиме до Исус и им покажуваме него Исус портата на спасението. И луѓето не ќе да исчекорат. Не ќе ни чекор. Остануваат често во истото. И ние можеме да се молиме да ги исцелиме. Не е поентата да го исцелиш и да се врати на стариот живот. Суштината е да дојде до Исус. Му кладоа на главата да дојде до Исус и да му дозволи да се насели Исус, да се соединиш во еден дух со него. А ти си во духот на овој свет и ние имаме таа, ние не го примивме духот на овој свет, имаме дух на овој свет. Да грабне, да убие, да открадне, да биде над другите. Овој е Исус царот јудејски. И уште 6 часот са бајле работат луѓето. Тогаш распнаа со него и двајца разбойници. Ето тоа е суштината. Овде не се пишани, тие му се подсмеваат. Третиот разбойник што требаше да биде распнат е Бараба. Тие го избраа него. Се избраа себе си, тоа што се мојот дом го направивте разбойничка пештера. Едниот од десната страна, другиот од левата. Значи во другото евангелие, во Лука, тие едниот разбойник го моли Исус да го спаси. Минувачите вртејки ги главите своји го хулеа и велеа. Ние најчесто ги вртиме главите од Исус. Што сега Исус, тешко е ова, како сега се ограничување, слобода сакаш ти.
А ти немаш слобода, ти си врзан во твоите органи се врзани во гревот. Од робови на гревот треба да станат робови на твојата праведност. Од органи на гревот во органи на праведност. Да го предадеш твоето тело во собственост на Исус. Ти си го вршиш тоа што ти го сакаш и сето тоа се наплаќа. Едниот од десната, другиот од левата го вртеа глава и велеа: ти што го уриваш храмот и за 3 дни го созидуваш. Да, но ние зборуваме не за храм граден од луѓе. Ние зборуваме за храм на Светиот Дух, за твоето тело. И што ми рече еден, Светиот Дух живеел во црквата. А тоа е старозаветно. Ковчегот на заветот беше во Соломоновиот храм и тие доаѓа да му се поклонат еднаш или повеќе пати годишно. Но тука ќе видиме завесата се расцепи на две, нема повеќе тајни. Тајната криена со векови дека Исус може да живее и живее како мало пламенче во твоето срце. Треба да се распланти и да го примиш тој дух, а не духот на овој свет, тебе да ти служат. Ти што го уриваш храмот за 3 дни го созидуваш, спаси се себе си. Спаси се себе си. Ако си син Божји, симни се од крстот. Но не се работи да се симне или не се работи за тоа да исполни неговата волја. Се работи за храна што ние не ја знаеме, да исполнува волјата на нешто ме прати. Чашата е горка, вели Исус. Но некако што сакам јас, нека биде твојата волја, татко мој. Ете, тоа е христијанство. Треба да дојдете до таа позиција, било што и да се случува. Исто така, првосвештениците, книжниците, старешините, фарисеите, тие го распна Исус. Тоа се водачи, првенци. Затоа вика првите ќе бидат последни, а последните први. Исус е последниот. И ти треба да бидеш како Исус, да служиш, да ја даваш душата своја за овците. Му се подсмеваа на Исус. Тие што треба да учат за Исус се подсмеваат. Па видете, ако немаш доволно љубов, ни кажува, не доаѓал на проповед во една заедница, бидејќи имал срцеви проблеми, страв од короната. Каде е доктор Исус? Каде е тука Исус? Е прашање. Водач на заедница. И имам безброј примери. Не сум тука да ги критикувам, туку да го бранам Евангелието. Ако сум јас од десната страна, Исус живее во мене. Тој што е во мене. Тој што е во мене, кој е тој во мене? Е поголемо тој што е надвор од мене. Јас немам од што да се плашам. Други спасуваше. Други спасуваше, себе не се спаси, татко мој не остави. Имам една песна. Други спасуваше, а себе си не може да се спаси. И така размислува телесниот човек. Ако е тој цар Израелев, нека слезе сега од крстот. Па ќе поверуваме во него. Ти така мислиш? Петар рече, нема тоа да се случи, па тој му рече, бегај од мене, Сатано. Кога Исус му кажуваш дека ќе биде распнат, бегај од мене, Сатано, зашто мислиш на тоа што е човечко. Ете, тоа е сатанското, тоа што ти сакаш. Се надеваше на Бога, нека го избави сега, ако е по волјата негова. Пазете, бидејќи говореше Син Божји сум. И ние зборуваме за тоа да дојдеме до таа состојба, дека ти имаш татко небесен и да се вратиш кај него погрешив пред тебе и пред небото. Да станеш Син Божји. Син Божји се мисли и на кирка, но сега зборува базично. Така, бидејќи во духовниот свет не е како овдека. И ние имаме маж и жена. На жената, на мажот му извадено едно ребро. Тоа е слика за да разбереме. И тоа му недостасува, ја бара жената да го спои реброто. За да не научи да љубиме, како ние да го бараме тоа што не фали духовниот внатрешен човек. Син Божји сум, така и разбойниците распнати со него го исмејува, а Син Божји е оној кого го води нешто сакаш ти. Духот Божји. Ти треба да бидеш водан. Духот Божји. А од 6-тиот час настана темнина по целата земја. Напладне 12. До 9-тиот час. А околу 9-тиот час извика Исус со силен глас и рече: Или, лама савахтани, татко мој, зошто ме остави?
Ili lima savahtani, a to znači Bože moj, zašto me ostavi? Verojatno mu dotežnula vo jedan moment. A neko od onije što stoja tamo koga go čuja, to a rekao, ovoj go vika Ilija. I ti je zna deka Ilija ke go najavi vtorото Hristovo prišestvije. A osven toa, se ušte misla deka ne je dojden prvi od Isusa. I zato go raspna, dojde ka isvojite. Isvojite nego primjer. Zašto se svojite? Pa vidjeki 14 po 3 generacije, 3 pati. I čekaše dolgo trpeljivo da se pokajat se mokni od tatko. Nekoj od onije što stoja go vika Ilije, vednaš jedan od njih otrča, zede sunger, go natopi v ocet i go nadena mu davaše da pije ocet. Znači nemat ljubav. Zato nego pozna. Nemaš ljubav. Da gi proučuvate slovata. Mislite so umot deka će vi dadat život veće. A ne doađate kaj mene, veli Isus. Treba da dojdeš kaj nego, vistinski Isuse, evo sam. Ne možem sami, dojdi vo moje to srce, za da bi dadam život veće, ne doađate kaj mene. Drugite pak vele, a čekajte da vidime da li ke dojde Ilija da go spasi. To je vika sega mislat ke dojde, nešto ke se sluči. Celata suština je to. To što treba ti da go naučiš je kako da go otvoriš srceto. Da im prostiš na site. Isus ne reče, ke vidite vije koji sam jaz, prosti im tatko, ne znači to pravo. Ovo evangelije go nema to. Ke dojde Ilija ke gi spasi. Se rascepi, od kako povtorno izvika so silen glas, go ispušti duhot. Duhot go ispušti. Go vrati nazad, telo to odivo zemlja. No negovo to telo bide ke je prosvjetljeno, ke voskresne. To je so telo. I ete se rascepi zavesata na hramot. Go ispušti duhot. Duhot je to delče od Oteca što je vo tebe, što ti dava život. Vdahnat duh. Ti bez toga nemaš život. Imaš. Vnatre se dviži nešto, proto oni neutralni. Se rascepi zavesata na hramot, na dve. To znači deka ti stanovaš sega hram. Ako Isus žive, evo tvoje to srce. Ako. A što znači to, pa da mu predadeš se? Vlasta. Da staneš sopstvenik. Sopstvenost njegova. I da vlezeš vo radosta na svoj od Gospodar da rabotiš. Se rascepi zavesata na hramot na dve od gore do dolu. I zemljata se zatrese. I karpi se raspadna. I grobovi se otvorija. I mnogu tela na upokojenite sveti i voskresna. Kak je počne to da se slučuva, jednostavno ke razberete deka sevo ova je minljivo. Vekovite ke pominat. I ki ima novo nebo i nova zemlja. I ova se raspadja na jedni čestički. Ko gledav to, ovo jedna vizija. Kako slagalka se raspadja planinite morinjata. I luge to vreska. Saka me doma. A kada je to doma je bitan moment. Moja ta doma je gore. Podobra, nebesna tatkovina. A stotnik od onije što se so nego go čuva Isusa i od kako go vidoa zemlji otresot. I sve drugo što stana se uplašija mnogo i govoreja na vistina ovoj beše Sinot Božji. Znajte, telo to odivo zemlja se vraća od kada što je zemeno. Ima isto taka jedna vizija. Dno na nekoj djolu, na more, na okeanu. I temni duši kako kesi plivat, svesni za sebe si. I samo najgore pogledav. Milioni godini gore, znači kako da si pod voda, sveti suncetu i pesnan angeli, Isus beše gore. Suština ta je kako da iščekoriš nekoliko čekori, da deka imaš vreme za milost, da si go poznaješ vreme to, da povikaš kon nego da priznaješ deka pogrešiv pred tebi i pred nebo. Isuse, dojdi vo moje to srce. Isuse, dojdi vo moje to srce. Zašto mi se slučuva ova? Što treba da promenim? Što da pokajam? Da se pokajat, da bidat isceleni. Na vistina ovoj beše Sin Božji, da vidam pa ke poverujem. Tamo beja i gleda od daleko mnogu ženi, od daleko, te gledam od daleko,
кои што врвеа по Исус од Галилеја и му служеа. Врвеа по Исус, дејство, му служеа дејство. Така да дека не треба ништо да правиш, тоа е подметнато од сатаната, дека се он направил за тебе, точно направил, за да ти даде почетна позиција, а ти треба да ја исчекориш сега. Да почнеш да дејствуваш во љубовта, да се менуваш во љубовта, да созреваш во љубовта, да растеш во љубовта до полна возраст. А тоа е секој однос околу тебе. Роднини, блиски, работа, пријатели, соседи, меѓу нив беа Марија Магдалена и Марија, мајка им на Јаков и Јосиф и мајката на Завее девите синови. Ке дојдеме до оној момент, Господовата вечера, ја земете, тие ја прават како обред, јадете, ова е моето тело. Исус крши леб, Матеј 26:26. Ко крши лебот, што всушност ние јадеме? Земете, јадете, ова е моето тело. Неговото тело го јадеме. Јас сум лебот на животот. Исус, леб на животот. Јас сум живиот леб, вели Исус, што слезе од небото и му дава живот на светот. Те сакам, Господи Исусе Христе. Исус, човек, не се храни само од леб. Сето тоа се цитати. Туку од секој збор што излегува. Тоа се живи слова од устата на Бога. Не од човечка уста, од устата на Бога. Целата суштина е дали ти зборуваш од себе или од оној што те прати. Ако зборуваш од себе, значи Исус вели, тогаш тоа слово нема дух и тогаш тоа е словото убива, духото животворува. Да ја извршуваш волјата на оној што те прати. Од устата на Бога, храна што вие не ја знаете, вели Исус, имам. Да ја извршувам волјата, да ја извршува волјата на оној кој ме прати. Значи тоа е дејство. Не да седиш и да пееш само песмички и да јадеш лепи вино. Тоа е храната, или да рипаш во реката. Ти да вртиш околу црквата и да пееш песмички. Тоа е храната. Да ја извршуваш волјата на Отецот Небесен. Кој не работи, не треба да јаде. За физички или за духовно, тогаш ти не ја извршуваш волјата и не работиш за Царството Божјо и нема да јадеш. Ќе бидеш беден по дух и ќе немаш сила да ги љубиш сите, како што рече, како да ги љубам тие што не убивале македонците и неќи да не признаат денеска. Прости им, татко, како Исус. И не заборавајте, Исус беше распнат и рече прости им, татко. Прости им. Не знаат што прават. Не заборавајте лебот Божји. А тие јадат лепи вино, се причестуваат, е оној кој слегува од небото и му дава живот на светот. Јован 6:33. И ние се собравме од една заедница излезени да правиме Господова вечер. Јас им реков, не правам тоа. Дека тоа нема врска. Тоа е исто како телесен обред. Ние зборуваме за обред во срцето. И тие се разбега. Ете, интересно. Ако духот ти е буден, ти ќе разбереш дали некој проповеда во дух или нема дух. Ако не го препознаваш тоа и ти си мртов. И ти одиш во мртва црква и тогаш словото те убива. И ти си сам по себе мртов. Јас сум лебот на животот. Исус, кој доаѓа кај мене. Првото што треба да научиш како се доаѓа. Ти мислат само декларативно во ума. Да, Исус е тука дојден сум, а ти стоиш на истото место. Не си се помрднал, ти си во бањата, си лам, треба да влезеш, некој да те турне. Кој доаѓа кај мене нема да огладни. Нема да биде гладен. Ке јаде. Кој верува во мене нема никогаш да ожедни. 6:20-35. Да ожеднеш и да огладнеш духовно. И потоа во Јован 6:27 ни вели, работете не за храна што се расипува, туку за храна што останува за вечен живот и која ви ја дава Синот човечки Исус Христос, зашто врз него ставил печат Бог Отецот. Храна што не се расипува. И тие мислат дека ако јадат лепи вино, дека кој знае што се случува. Храна што не се расипува, храна која останува за вечен живот. Мојата храна е да ја исполнувам волјата. Ја дава Исус Христос на оној што ме прати.
Тие јадат лепи вино, правете го за мој спомен, си спомнуваат, споменар, имитативен театар со храна што се расипува. Исто како капење во вода и рипање по крстот. Тоа се телесни обреди. Телесните обреди не те носат до Исус. Исус зборува за поклонување во дух и вистина. Значи дух, духовно, духовниот човек. А вистина е Исус, значи како што правеше Исус, така, значи како да им простам на тие што не убивале. Па реков како Исус побаре помош од него, благослови ги, рече Исусе дај ми сила да ги љубам и да им кажам, да ти кажам, како што Исус што кажа. Значи како правеше Исус, прави и ти. Прости им, татко не знаат што прават. Значи во дух и вистина му се поклонуваат, не во тело. Ова е лебот што слезе од небото. А не како татковците ваши што јадеа мана и изумреа, кој јаде од овој леб ке живее довека. Јован 6:58, како да јадеш од тој леб, па да постапуваш како Исус, да му дозволиш Он да живее во твоето срце и да извршуваш волјата на оној што те пратил. Кога ќе извршуваш волјата на Отецот Небесен, ти примаш духовна храна, од лебот Исусов да јадеш, не од телесен, не од квасот фарисејски, дека си спасен, дека знаеш дека не треба ништо да правиш. Од дух храна што не ја знаеме, да ја исполнуваш волјата на оној што те прати. Отецот да љубиш, да љубиш, да љубиш. Храна што тие не ја знаеме, има Исус Јован 4:32. Таа е храна, љубовта која никогаш не престанува. Мојата храна е да ја исполнувам волјата на оној кој ме пратил и да го извршам неговото дело. Да го извршиш неговото дело. Јован 4:34, што да љубиш, да простиш, да не осудиш, да ја прифатиш Божјата волја, да се покаеш. Волјата на Отецот Небесен, тоа е Исусовата храна. Кога ја исполнуваш, примаш духовна храна. Кога ја исполнуваш волјата на Отецот Небесен, вршиш негови дела на Отецот Небесен, му служиш во дух, му се поклонуваш на Отецот на духовите, а тие прават телесни обреди, поклони, јадат леп и вино, мислат дека нешто прават. Израелците јадат леп од небото мана со Мојсија во пустината, Јован 6:31. Потоа Отцот им дава вистински леб од небото. И тие го отврлија, го распна лебот Божји. Исус кој слезе од небото и му дава живот на светот. Исус Јован 6:37-33. И еве го тој стих, давај ни секогаш од тој леб. Давај ни секогаш од тој леб. Јован 6:34. Ете го лебот. Јас сум лебот на животот, Исус. Ако живее во твоето срце, го јадеш тој леб. Кој јаде од овој леб ке живее вечно, 6:35. Ако живее во твоето срце и исполнуваш волјата како Исус, од кој леб јадеме ние? Тогаш јадеш од тој леб, од телесниот или од духовниот. Исус е живо слово кое дава живот, живо слово. Он е словото. Зборовите се дух и живот. Он треба да зборува во дух низ тебе. Јас сум живиот леб кој слезе од небото, жив леб. А тие јадат леб од тесто, фарисејско 6:51, Јован, живо слово, жив леб, зборови Исусови кои се дух и живот, 6:63. Кој јаде од моето тело? Да јадеш од неговото тело, значи Исус да живее во тебе, да бидеш едно тело со него. Ја пие мојата крв. Ја пиеш крвта негова. Чашата на благословот што се прелева. Ти си едно со него. И тогаш те прелева љубов, те прелева, има живот вечен, 6:54, да бидеш во него. Тоа е суштината. И Он, Исус во тебе, 6:56. И потоа е дека ако веруваш во Исус, тоа значи верувам, не одиш никаде на друго место, не бегаш. Нема да бегаш од твојата утроба, како што е речено во писмото. Ќе потечат реки од жива вода. Еве како овие завети, например, се множат, па песни се намножија преку 50, па книги, па емисии на радио, па на телевизија, па луѓе се јавуваат.
Bez razlika. Eden се. Исус ке жнее со ангелите. Ние им кажуваме на луѓето, тие треба да ги исчекорат. Можам јас насила да ги носам. Ние зборуваме за слободна волја. Од неговата утроба, како што е речено во писмото, ќе потечат реки од жива вода. Чашата на благослов што се прелева. Од кој леп јадеме и пиеме, од телесниот и духовниот, е прашање на живот и смрт. А ние како мали бебенца си пееме елко, елко, порасни уште 2-3 педи, јадеме лепи вино, рипаме во реката, вртиме круг околу црквата, Христос воскресна од мртвите, ај сега да видам кладилница, тамо да видам што правам. Давај ни секогаш од тој леп, Господе Исусе Христе, од живиот леп, од Исусовиот леп. Тоа значи Он да живее во моето срце и во твоето срце. И ти да ја извршуваш волјата на оној што те прати. И тогаш јадеш од тој леп и пиеш од тоа вино, од вино на љубовта. Те сакам, Господи Исусе Христе, исцелување за сите оние кои ќе речат: Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми, допрете се каде што ве боли. Силата Исусова да слезе, да ви покаже што треба да покаете. Кому да му простите, како да не осудувате, да се покаете за гревовите на своите предци и да ја прифатите Божијата волја, Он да ги врши делата, Он да зборува низ вас и да го барате Царството Божие, да сакате да се вратите дома во вашата вистинска духовна и љубовна природа. Те сакам, Господи Исусе Христе, оставам се во Твоите раце. Покажи ми како да бидам од десната страна. Ти зборувај низ мене, Ти врши ги делата. За секогаш, Исус, да јадам од храната, која не се расипува. Давај ни секогаш од таа храна. А тоа е љубовта која никогаш не престанува. Мир вам до Божиот Царство Небесно. Амин. За секогаш, Исус. Амин. Господов, за да го објасни, а ние имаме мудрост Христова, во